Спонзорот Цермат ви представува. Светски познатиот диџеј и продуцент Том Нови за 4-тото издание на Широк со какво бело. Започнува 9-тото издание на Актофестивалот. Концерт на оперски дуети, љубовни приказни. Филмови за сечи и вкус во 3D киното во нашиот град. Се одржа манифестацијата Мега Поп Фолк. Битола е комплетно подготвена за белата ноќ на Широксокак или Широксокак во бело, која ќе се одржи на 23 август, манифестација која како дел од програмата на Битфест се одржува 4-та година поред. Градоначалникот доктор Владимир Талески и општина Битола и оваа година преку Битфест даваат максимална поддршка на овој настан. Мислам дека оваа манифестација навистина со многу нагорна линија предизвикува интерес кај нашите битолчани. Тие секогаш имаат сенс да одберат име и презиме, кое што многу им значи, посебно на младите. И најважното, тоа секогаш е бесплатно. Сега во така нашиот неврзан разговор пред оваа пресконференција разбрав дека за овој диџеј кој што настапува овој пат, значи на 23-ти, тоа е во сабота, од 21 часот, почнуваме значи во 21 часот, ќе трае до 2 часот по полноќ. Во Будва плаќаат по 5 евра влезница, а тоа за нашите млади практично истото задоволство со истиот човек, со истиот диџеј, Том Нови, значи практично е бесплатно. Тоа го возможува Битвест, тоа го возможува општина Битола. Мислам дека на ваков начин помагаме во насочувањето на младите кон нешто што значи некаква вредност. Дали е тоа музичка вредност, дали е театарска вредност, дали е ликовна вредност, сеедно. Во секој случај мислам дека Битвест нуди голем број содржини преку летниот период. И годинава се вклучени 10 кафе барови и тоа Instinct, Millennium, Papas, House Bar, Symbol, In и Gucci, Portal 2 и Connect 1. А годинава за забавата да биде на највисоко ниво ќе се погрижи светски познатиот диџеј и продуцент Том Нови. Танот ќе започне од 21 часот. Бината овај пат ќе биде сместена пред Веро, горе. Една година се одржи, бината е поставена во горниот дел од Широксокак, а следната ќе биде во долниот, тоа е овде. Свој диџеј настап ќе има, како што кажавме, германскиот продуцент и диџеј Том Нови. Тој, како што знаете сите, пушта хаус музика, односно вокал хаус, а пред него ќе настапат три локални битолски диџеи, тоа диџеј Боца, диџеј Андреј и диџеј Ацик. Пред Нови, атмосферата ќе ја загреваат диџеј Боца, диџеј Андреј Гошев и легендарниот диџеј Ацика. Сите присутни на настанот имаат само една обврска да носат бела облека, бидејќи на Широксокак во сабота се ќе биде во бело. Културно-забавната манифестација Широксокак во бело започна во 2011 година со настап на Кирил Чајковски, а потоа настапуваат Девид Моралес, Хернан Катанео. 4-тото издание на Широксокак во бело, Бела ноќ во Битола, е закажано за сабота 23 август. Битолското културно лето завршува на 29 август со голем концерт на Владо Јаневски во амфитеатарот Хераклеја. По идеја на Брехт, дека уметноста треба да биде огледало издигнато во лицето на реалноста, а не чекан со кој ќе се обликува, овогодинешното 9-то поред издание на Фестивалот за современи уметности Акто, кој во Битола ќе се одржува од 22 до 24 август, ќе се обиде да го преиспита односот на уметноста или уметноста која се создава во актуелниот современ момент во релација и како однос на постојани преговори и конфликт со општествените и политички конструкции. За таа цел, речиси целата програма на овогодинешното издание на Акто ќе се одвива во мобилна монтажна галерија на Центарот за современи уметности во Скопје, која се отвори во април оваа година во Скопје, а која е специјално донесена во Битола за потребите на фестивалот, истакна Јовановски, уметничкиот директор на Акто. Проектот за мобилна монтажна галерија што го реализиравме со Центарот за современи уметности од Скопје, идејата беше да се промовира нов начин на продукција и на современа уметност и култура, и со тоа што направивме, произведивме нов простор. Наш независен простор во кој што идејата беше
самиот простор и како тема, како значење да продуцира таков тип на настани. Значи затоа и мобилна монтажна галерија и битно ни беше да прв пат ова галерија сега од Скопје патува за Битола, патува во друг град. Некако лично за мене беше битно и за нас сите како Акто тим да покажеме дека е возможно да се премести таа галерија, дека не е тоа само формално дека сега немаме како па правиме некои монтажни простори, напротив, и не само метафорично, него и физички да покажеме дека што значи таа децентрализирана култура, култура која што мобилна, култура која што демократски остава простор за сите да се изразат во неа и некако успеавме со огромна помош на некои фирми и луѓе што ни помогнаа да ја донесеме галеријата тука. Битно ни е со програмата на овој фестивал да промовираме уметност и култура која што ќе го обликува општеството. И ова галерија на некој начин ги обликува потребите на самото општество. И тоа се покажа низ последните 4-5 месеци. Имавме еден куп настани непланирани во Скопје, поставивме галеријата. Имавме средства само да ја поставиме, а после ни се случуваја неделно по 5-6 настани непланирани. И на тој начин се покажува дека ова галерија е тој чекан што ги обликува потребите во општеството и сакам на некој начин преку оваа програма да го покажем и тоа тука во Битола. Во рамките на ов програмата ќе се одржат настани во мобилната монтажната галерија, напуштените хангари на фабриката Битола Текс и офицерскиот дом, вели продуцентот и селектор на музичката програма Димитровски. Првиот ден, значи програмата, музичката програма ќе се одржи тука пред ова монтажна галерија, фактички внатре во самата галерија ќе настапат бендовите и диџеите. Тоа ќе бидат два бендови кои што прв пат учествуваат на Акто фестивалот. Едните се битолски бенд, се вика Мазно ама не, вториот е бенд Сис од Куманово и диџеј Васо ќе затвори програмата. Вториот ден откривме на нова локација. Таа локација е една од халите на Битола Текс и интересно е дека со самите другите теми кои што ги имаме на нашиот фестивал поврзани со наметнување на нова култура за возење на велосипеди како алтернативно средство на превоз, се одлучивме во соработка со Битола на точак, значи за тој ден, за сабота, која е нашата журка, да надорганизираме ноќна критична маса, која што се организирала доста 4 пати во Битола, значи ќе биде 5-ти пат, во соработка со нив. И крајната дестинација на таа критична маса ќе биде халата на Битола Текс. И сите оние не само што ќе учествуваат на таа критична маса, туку што ќе бидат присутни и што ќе дојдат со точак до 23 часот, влезот за нив ќе биде бесплатен. И таму ќе настапи, имаме гости од Белград, тоа се групацијата Кишобран, кои што ќе имаат свој и диџеј и виджеј сет, значи и свој визуелен настап. Од другите диџеи кои што се представат е нашиот драг пријател и чест гостин Мирко Попов, Игор Зотик и локалниот диџеј Кристијан Петровски. И на крајот во недела музичката програма ја завршуваме во дворот од офицерскиот дом, каде што имаме целодневна програма, значи од некаде 12 часот на пладне, па се некаде до полноќ и значи во дворот од офицерскиот дом таа забава организираме заедно во соработка со Мезе Барот Јагода, ќе има преку 10 битолски диџеи. Фестивалот се одржува во рамките на Битфест и оваа година за фестивалот ќе се организира Акто Транспорт, бесплатниот воз Скопје Битола, кој е неколку годишен проект на музички и уметнички настани на релација Скопје Битола, со цел да се анимира публиката. Првиот ден на Акто фестивалот е резервиран за изложбата на Алекси Дебув и отварање на мобилната галерија во офицерскиот дом во петок 22 август и концертот на Мазно ама не, Сис и диџеј сетот на Васо. Во рамките на Битфест, во Завод и музеј се одржа концерт на оперски дуети љубовни приказни. На концертот настапуваа Билјана Јосифов, Милан Јанкуловски и Дарко Нешковски. Во рамките на програмата на концертот се изведуваа композиции од Франц Лехар, Леонард Бернштейн, Верди и многу други.
Најпрвин да ви кажам дека ми е посебно драго и задоволство што сум повторно во Битола и ќе концертирам заедно со моите драги колеги Дарко Нешовски и Милан Јанкуловски. Така да вечерва одлучивме да избериме еден посебен програм, значи атрактивен програм од оперски дуети, мюзикли, познати нормално, така што од наполитански песни не мислам дека сигурно сум дека публиката ќе ужива. Билјана е добитник на голем број награди и учесник на голем број концерти и манифестации, меѓу кои Денови на македонска музика, Скопско лето, Битолско лето, 10 дена Крушевска република и многу други. Нешковски е добитник на голем број први, втори и трети награди, како и учесник на бројни концерти и манифестации. Милан Јанкуловски има настапувано на Скопско лето, Денови на македонска музика, есенски музички свечености, Битфест и многу други. Од 21 до 27 август во 3D киното во нашиот град ќе се прикажува новото продолжение на филмот Step Up. Сите звезди од претходните делови на овој филм доаѓаат заедно со брилијантниот Лас Вегас, каде што ќе се борат за победа на надпревар за танци. Доколку успеат, победата ќе значи дефинирање на нивните кариери и исполнување на нивните соништа. Филмот е во режија на Триш Си, а улогите ги толкуваат Рајан Гузман, Бријана Евиган, Адам Севани и други. Од четврток ќе се репризираат и најпопуларните филмови Херкул, Улица Скок 22, Господарка на злото. Филмот Улица Скок 22 ќе се прикажува на 24 и 25 август од 22 часот. По завршување на средното училиште, полицајците Шмид и Јенка ги очекуваат големи работи откако ќе превземат тајна задача на локалниот факултет, но откако Јенко ќе ја запознае својата сродна душа во атлетскиот тим, а Шмид ќе се преокупира со предавањата по боемска уметност, двајцата започнуваат сериозно да го преиспитуваат своето партнерство. Ако успеат да ја надминат адолесценцијата и да станат мажи, факултетот ќе биде најдобрата работа која некогаш им се случила. Филмот е во режија на Фил Лорд и Кристофер Милер. Во рамките на најдолгото културно лето во државата, Битфест, битолчани има можност да ја проследат манифестацијата Мега Поп Фолк, манифестација која ја организира традиционална телевизија Орбис. Концертот ги задоволи вкусовите и на помладата и на постарата генерација со настапите на пејачи од македонската поп-рок и фолк сцена. Настапија повеќе пејачи и групи, и тоа група Милина, Боеми, Оскар, Милениум, Кице Стефановски и група Мелос, Алтернатор, Марија и група Балкан, Хераклеа, Филип Тодоровски, Христијан Тодоровски, Кристијан Пашовски, хип-хоп групата Стиховно војување, Јоце Панов и рок групата Гром. Манифестацијата се одржува со цел поголем придонес кон популаризирање на македонската музика. Само ти си ми во глава, во мојата песна, во мојата гитара. Само ти си ми во глава, во мојата песна, во мојата гитара.